Темата на тоа што сакам да го споделам денеска е достапност. Или расположливост. Достапност, да. Евангелие по Лука, 5 глава, од 1 до 11. За тие што пишуват. Искрено и сабајле го споделив тоа со црквата во Габадарци, ќе го споделам и со вас денеска, кој беше поттико за да зборувам за тоа за што ќе зборувам денеска. Има една црква Grace Bible Church од Америка, кои што праќат, тоа е веќе застарен модел. Никој денеска веќе не праќа писма, пишани у плик или картички, пишувани на рака, па испратени у плик. Меѓутоа, тие луѓе, тоа јас го наследив уште од пастор Мирче, и сега само е сменето името на картичките кои доаѓат сега на моје име. И често кога одам у Скопје у канцеларија, таму ме чека некоја картичка, во плик, рачно напишано од повеќе луѓе, разни ракописи, знаете, порака, стих од Библија, па подпишано и така натаму. И, нели, обично земам, прочитам, не дека секогаш нешто што ќе прочитам и оставя некој впечаток, ама тоа утро, зборовите на првата порака што ги прочитав, рачно напишани, некако посебно ми прозборуваа на мене лично. И еден брат, нели, кој што ги пишува порака, да вика, баш сега одам низ книгата Дела апостолски, ја проучувам и дека Бог му всушност прозборувал на него, и сега ќе го кажам на англиски, ако разбирате англиски, веројатно подобри ќе го разберете, а ќе го преведеме после и на македонски. И пораката понатаму беше, вика, He doesn't need my ability, but my availability. And not my knowledge, but my obedience. Значи, преведено, значи, нему, значи на Бог, не му требат моите способности, моите дарби, моите умешности, но мојата достапност, мојата расположливост. И не моето знаење, туку мојата послушност. И мислам дека ја разбирате поентата на самата порака. Значи, ние може да се многу способни, може би се многу надарени, може би се многу учени, образовани, имаме многу знаење, сме многу паметни, многу интелигентни, но ако сето тоа што сме или што го имаме, ако не го ставиме на располагање на Бог, и ако не бидеме послушни да Бог може да не употреби, сето тоа е залудно. Залудно е и нашето знаење, и нашите способности, и се оно што ние можеме или умееме да го направиме. И токму тоа беше за мене поттик да можам да го споделам со нашата црква во Штип, преку црквата денеска тука во Кавадарци и во Неготино, за тоа што го согледувам како недостаток, ајде да кажем. Значи, ние сите многу можеме, многу знаеме, ама ништо не правиме. Значи, една работа што на почетокот ќе расчистиме е дека Бог има план и има служба за секој свое дете. Јас не верувам дека некој за себе мисли дека ништо не може да направи тука. Значи, Бог има и план и служба за секое свое дете. Не само за пасторот Горан. Не е само он повикан тука, нема само он служба, или некои други луѓе тука кои што нешто прават или помагат во црквата, не за мене, некој да свира или така натаму. Значи, секој христијанин има одреден повик и одредена служба, па и ти. Тоа не значи дека сите ние, нели, па треба да бидеме нешто многу големо, важно, нели, ако не проповедам, значи ништо не правам. Апсолутно тоа не е вистина. Значи, сите ние сме дел од целата приказна. Значи, сите сме ние алка од синџиром во целата таа приказна. Значи, секој од нас има и може да има точно одредена улога или служба која што можеме да ја
извршуваме за нашиот Господ и за Царството Небесно. Конечно, сите ние на различен начин. Некој сведочи, некој поканува, некој донесува, некој, не знам, чисте, некој држи неделно училиште, некој проповеда и така натаму. Како и да е, значи, сите ние можеме да имаме свој удел и можеме нешто да направиме секако ако сме достапни. Секако ако сме спремни да се ставиме себе си на располагање. Значи, без разлика која и да е твојата служба, кој да е твоја повик или улога што можеш ти да ја играш, важно е да сме спремни да се ставиме себе си на располагање. Пред Бог некого да употребе, значи мора да биде достапен. Мора да се стави себе си на располагање. И во Библијата гледаме дека никој не бил силно или моќно употребен од Господ, ако прво себе си не се ставил на располагање. Ќе спомнеме некои примери, например, пророкот Самуил. Се сеќавате сигурно на пророкот Самуил, нели мајка му Ана, која што немаше деца, која што беше испејувана од незината. Сеќавате се на целата сега случка, да не трошиме време на тоа, ама кога Бог и вети дека ќе ги даде дете, она беше спремна всушност да му го даде на Господ. И од тоа дете всушност стана еден многу голем Божи пророк Самуил. И во прва Самуилова читаме, вели, и Господ го повика: Самуиле, Самуиле. А тој одговори: еве ме. Значи, гледаме интересен повикот кој што Бог му го упатува на Самуил и го повикува лично по име. И одговорот на Самуил беше: еве ме. И всушност Самуил беше моќно и силно употребен од Господ. Зошто? Затоа што беше спремен да се стави себе си на располагање. Ама тоа и Сабајле го нагласив и кај нас го бев нагласил, затоа што, знаете, многу луѓе мислат или сакат да бидат само големи пророци. Сите ние сакаме да бидеме, не знам, некоја важна улога или да имаме некоја важна служба, да бидем пророк. Ама дури не можеме да бидеме ни важен или голем пророк, ако не бидеме послушни и ако не бидеме верни во малите нешта. Зошто го викам ово? Затоа што кога Бог го повика Самуил по име, Самуиле, Самуил, на кого, кај кого отиде Самуил најпрво? Кај Илија. Затоа што Самуил живееше со Илија и всушност Самуил помисли дека Илија, односно неговиот земен господар, го повикува. И тоа сакам да кажам, значи, Бог сигурно немаше да го употребе Самуил како голем Божи пророк, ако он најпрво не беше послушен на својот земен господар. Следен пример ќе земеме Марија. Марија беше мајката на Исус, така ли? Имаше илјадници девици во Галилеја, може би стотици во Назарет, но единствено Марија беше таа што влезе во историјата и запишена во Библијата. Зошто? Да видиме кои беа зборовите или одговорот на Марија кога ангелот ја соопшти службата за која таа беше повикана. Во Лука 1:38 века Марија му одговара: еве ја Господовата слугинка, нека ми биде според зборовите твои. Значи, со други зборови, Марија беше на располагање. Еве ме, Господе, на располагање сум ти. А пазете, за Марија тоа не беа лесни зборови само да ги каже. Затоа што ние добро знаеме со што можеше Марија да се соочи. Затоа што Марија беше девица која што останала бремена. И знаете која беше казната во тоа време за девица да остане бремена? Не од својот маж или пред брак. Беше смрт со каменување. Но Марија
беше спремна да се стави на располагање на својот Господ, дури по цена на својот живот. Често ние, за да се ставиме и кога се ставаме себе си на располагање, треба да платиме и одредена цена. Не мора да е тоа некоја голема цена, ама ако сме спремни да платиме мала цена и да бидеме верни во мали нешта, Бог може и ќе ни довере многу поголеми работи. Цена да платаш е да дојдеш и да усисаш и да ја изжугираш салата тука. И тоа е цена. Не кошта време, не кошта енергија и така натаму. Значи, за да се ставиме на располагање на Господ, ние треба да бидеме спремни да дури да платиме и некоја цена. А цената што ние плаќаме е незначителна во однос на цената која што Марија тука беше спремна да ја плати. Цената дури по својот живот. Друг, за пример, ќе го земеме самиот Исус. Исус одеше во совршената волја Божја. Зошто? Затоа што себе си се беше ставил целосно на располагање на небесниот татко. Само за да ја исполне волјата на небесниот татко. И првите зборови запишани кои што ја покажуваат неговата достапност или расположливост се во Лука 2:49, кога се сеќавате уште беше мал, кога го забравија таму во храмот и седеше и ги поучуваше учителите. И кога дојдеа родителите негови, кој беше неговиот одговор? За не знаете дека јас треба да бидам во служба на мојот отец. Со други зборови, беше на располагање на Бог, на располагање на небесниот татко. Учениците беа силно и мокно употребени од Господ. Зошто? Затоа што беа спремни себе си и се што имат да остават и да се стават на располагање. Читаме во Матеј 4:22, и тие, вика, веднаш ги оставија коработ и татка си и го следеа. Значи беа спремни да остават се и да се стават себе си, своето време, својот живот, своите способности и таленти и така натаму на располагање на Бог. Павле, Бог го повика кога беше најголем грешник. Значи Павле беше тој кој што ги прогонуваше христијаните, ги затвараше, ги убиваше, беше богохулник. И како можеше Бог толку силно да употреби еден таков човек? Слушайте, што Павле одговара кога се соочува со Исус на патот за Дамаск. Тресејќи се од страх, вели во 6 стих, и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? Значи, со други зборови, Господе, јас ти се ставам на располагање. И од тој момент, понатаму тоа го гледаме во неговиот живот. Апостол Павле беше спремен да се стави целосно на располагање на Бог и за да може Бог силно и могно да го употреби. Може би ќе речеш: па ја не сум Самуел, ја не сум Марија, не сум ни Исус, не сум ни некој од апостолите, ни Павле, јас сум јас. Јас сум еден обичен човек, јас сум никој и ништо. И каде може мене Бог нели да ме употреби? Секако дека може. Бог може и текако секој еден од нас да го употребе, и тоа мокно и силно. Исто како што го употреби тоа едно, сеќавате се едно младо момче, кој што Исус го употреби за да нахране 5, односно 15, најмалку 15,000 луѓе. А што имаше тоа момче? Кој беше прво тоа момче? Тоа момче беше некој непозната личност. Во таа толпа, може би 15,000 луѓе, кој е некој момче таму? Неважно, непознато. И што можеше тоа момче да направи? И тоа момче можеше да си рече, кога Исус им кажа на апостолите: вие дајте им да јадат. Или оние идеја кога Исус им викат: Господе, ајде да го распуштаме народот, веќе се седнува, нема да има што да јадат овие луѓе. И Исус им рече: дајте им вие да јадат.
И тоа момче можеше да се, кога слушна да се скрие, да се рече, чекај ја да си ги скријам моите 2 рибки и 5 лепченца што си ги имам у торбата, мајка ми сабајаше ми ги спрема, да може да си има храна за цел ден и да си кроте и да си молче и да се скрие таму, може би после некаде да си ги изеде сам. Можеше ли така да направи момчето? Многу често ни е така постапено. И многу често ни е на тај начин се однесуваме. Ама што направи тоа момче? Тоа момче, тоа што го имаше, тие само 5 лепчиња и 2 рибки му ги стави на располагање на Исус. И Исус направи чудо. Исус направи чудо. Значи, да не мислиме за себе си дека сме мали, дека сме неважни, дека сме непознати и дека што Бог може да направи преку мене. Бог и како преку тебе и преку мене може да направи многу важни и многу големи работи. Ги читаме од, нели го спомнаме преска Лука 5 глава, ќе читаме за една случка и тука ќе научиме некои лекции од Симон. Вели еднаш додека народот се притискаше кон него, кон Исус, за да го слуша Божјото Слово, а тој стоеше при Генисаретското езеро, виде 2 кораба покрај брегот. И рибарите беа излегле од нив и ги плавеа мрежи. Тој влезе во едниот кораб, кој беше Симонов, го замоли да го оддалече малку од копното, потоа седна и го поучуваше народот од коработ. А кога прекрати да зборува, му рече на Симона: одвеслај кон подлабокото и фрли ги своите мрежи за лов. Симон му одговори и рече: Учителе, цела ног се трудевме и ништо не уловивме, но на твој збор ќе ги фрла мрежи. И кога го направи тоа, уловија големо множество риби, така што им се кинеа и мрежите. И им дадоа знак на другарите во другиот кораб, за да дојдат и за да им помогнат. И дојдоа и ги наполнија и 2 кораба, така што почнаа да тонат. Кога Симон Петар го виде тоа, падна пред Исусовите колена и рече: Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек. Зашто се зачудија тој и сите кои беа со него, заради ловот на рибите што ги уловија. А исто така и Зеведеевите синови, Јован и Јаков, кои беа Симонови другари. А Исус му рече на Симона: Не бој се, од сега ќе ловиш луѓе. И ги извлекоа корабите на суво, оставија се и отидоа по него. Значи, гледаме тука повторно, после тоа нешто што Исус го направи за нив и пред нивните очи. Они оставија се, вика, и отидоа по него. Почетокот на текстот, последно првиот стих, тука го гледаме, вели, има една многу интересна поента, вика: еднаш додека народот се притискаше кон него за да го слуша Словото Божјо, а тој стоеше покрај Генисаретското езеро. Значи, тука имаше една толпа, едно мноштво народ кои што го следеа Исус. И сака да го слушат, вика, за да го слушат Божјото Слово. Значи, они го следеа, дури се турка, го притиска, сакаа на некој начин да дојдат поблиску до него. Значи, поблиску до Исус, за да може да го слушат Божјото Слово. Ја и сабале се на шалиф и тоа кај нас уштип, нели, се на шалиф. Па баш не гледам некој да се турка, да се притиска, за да биде поблиску до проповедникот, за да го слуша Божјото Слово. Ја морав да ве викам, да ве предизвикам, да дојдете тука напред, затоа што позади е некако по-сигурно. Тоа се сочува насекаде кај нас. Кога дојдат у црквата кај нас, прво се редовите се од пополнувањето од назад према напред. Сите луѓето се тркат кои ќе го зафане последниот ред или првиот ред од позади.
ама тамо некако по-сигурно, по-удобно и по-далеко. Нема се замар, може би некој досаден проповедник сега, кој ќе го слуша. И обично телефоните никој не ги оставаме за време на богослужба. Половините луѓе си проверуват нотификации, дали некој порака сме дојдела, дали не знам шо. И всушност, која е причината? Или дали е причината, како што читаме тука, дека ние сме дојдени за да го слушаме Божјото Слово? Дали тоа е вистинскиот мој мотив зошто сум јас тука денес? За да го слушам Божјото Слово, за да го слушам Божјиот збор. Да кажам, Господе, шо имаш ти денеска подготвено за мене? Шо сакаш ти да ми кажеш, Господе? Затоа што Божјиот збор е жив збор. Дали го верувате тоа? Дали верувате дека Божјиот збор е нешто кое што дава живот и кое што менува живот? Дека Божјиот збор може да го промени и да го трансформира и твојот и мојот живот. Ако ние сме навистина отворени и сме спремни и со вера го приемаме Божјиот збор и тоа што Бог има и сака да ни го каже. Верата доаѓа од слушање на Божјото Слово. Од слушање на Христовото Слово. И токму тоа е целта, тоа е мисијата наша, тоа е нашата намера всушност. И тоа е оно што ние го правиме. Затоа ние луѓето ги повикуваме во црква, затоа сведочаме, затоа проповедаме, затоа луѓето делиме Библии, делиме трактати, делиме секаква литература која што го содржи Божјиот збор. За да може да бидат луѓето под влијание на Божјиот збор. За да некако може тај жив Божји збор да допре до луѓето. И јас неодамна, уште пред да ја зборувам оваа порака, разговараме со Роберт. Го знаете пастор Роберт сега во Радовиш? Да. Јас се сеќавам пред 16 години кога они почнаа да доаѓаат. Тоа беше една група наркомани. Пропаднати животи, презрени, кои што никој не ги сакаше. Ама знаеш што ми кажа Роберт? Пасторе, ние кога доаѓавме, ние стварно доаѓавме за да го слушаме Божјото Слово. Ние доаѓавме и со отворени срца и со отворени умови го слушавме Божјиот збор. И кога си одевме кај дома, јас плачејки и каејки си одевме кај дома. Затоа што кога ќе дојде, Бог толку силно ми зборуваше и Божјиот збор ме пресведочуваше и јас морав да плакам, да се каам, да барам прошка од Господ, да барам да Бог го менува мојот живот. И тоа беше вистина, тај Божи збор донесе вистинска промена и трансформација не само во неговиот живот, но на животот на неколкумина од тие млади пропаднати животи, кои што има еден таков прогрес во нивните животи, кои што денеска самите не само што се променити и трансформирани, туку самите влијаат во нечии животи. Самите они денеска се водат цркви и проповедат Божјиот збор на луѓето, имат влијание на многу други луѓе. И тоа е разликата, и тоа е поентата. Значи, дали ние сме отворени и ние сме спремни да бидеме послушни на Божјиот збор и да дозволиме да Божјиот збор не трансформира. Знаете што? Има луѓе кои што се 30 години уште во црквата, кои што они дојдеа, ги затекнаа и и сега после 15 години тие луѓе кои што они ги затекнаа, што 30 години седат во црква, се истите непроменети. Дури некој можам да кажем и полоши. Која е причината? Истото семе. Излез за сејачо има една парабола, нели, сејачо да сее семе. И едно падна покрај пато на тврда земја, едно падна на камено тло, едно падна меѓу трње.
и друго на добра земја. Истото семе. Извините малку, може би сум гласен. Жена ми ме опоменува позади. Ама тоа не го кажувам од не знам, за тоа што сакам многу гласен да бидам. Но сакам да ве соочам со една вистина. И сакам да можете да разберете една важна вистина. Затоа што, луѓе, ние не збориме, не кажуваме приказни тук. Значи се работе за живот и смрт. Значи се работе за живот и смрт. Животот кој што Бог ни го даде овие 50, 70 или 100 години. Не ни се само ние да ги проживееме некако. Да не знам, постигнеме нешто, дали ги постигнеме или не да постигнеме некој успех, или не знам, кариера некоја, или така натаму. Значи, главната причина зашто Бог ни го дава овој живот е да можеме да го запознаеме Него и да можеме да овај живот го проживееме за Него. Да можеме да бидеме спремни да му се ставиме на располагање на Господ, за да може Бог да го исполне Неговиот план преку мојот и преку твојот живот. Конечно, овај живот ќе помине. Исус вика, ни камен на камен тука на оваа земја нема да остане. И еден ден сите ние ќе се станеме пред големиот бел престол и ќе го слушнеме Неговиот глас кој ќе ни каже: добар и верен слуго. Во малку беше верен, на многу ќе те поставам, влези во спокојот на својот Господар. Ама истиот тај глас од големиот бел престол што кажа за другиот слуга? Зол слуго. Ја не би сакал да, кога ќе застанам еден ден, да ги слушам тие зборови, на мене Бог да ми каже: зол или мрзлив леј слуго. И затоа ви кажам, значи нека не зборуваме тука приказки за мали деца. Значи се работе за сериозна вистина и се работе за живот или смрт. И не се важни овие 70 години тука на оваа земја. Важна е вечноста. Каде и како и со кого ќе поминеме таа вечност. Таа поента е важна. И затоа така ќе се однесуваме и со Божиот збор. Или толку сериозно се однесуваме и со Божиот збор. Дали на мене ми е стварно важно, Боже, што ти имаш денеска на мене да ми кажеш? Или повторно ќе слушам уште една досадна проповед од некој досаден таму пастор што ќе дојде сега од Штип или од каде и да е, и така натаму. И јас се трудам, тука викам од петни жили, за да можам вниманието да ви го придобијам, за да може да ја разберете суштината и важноста на Божјата порака и на Божјиот збор. И да се врнеме тука на нашиот текст сега од Светото писмо. Бог, како Бог го донесува Божјиот збор, Бог користи различни начини. И Бог користи и секоја можност или сето тоа што ќе го има пред себе си на располагање. И што Исус гледа или најде тука, у овај конкретен случај. У вториот стих вика: и виде два кораби покрај брегот. Два рибарски чамци всушност. И всушност, пошто нели претходниот стих вика народот се притискаше, нели го туркаше, и некако сега Исус бараше начин како да може да ги послужи на оваа толпа луѓе кои што тука го туркат. И сега гледам тука два чамци и си вика: аха, ќе се качат на чамецот, и всушност чамецот ќе му послужи како една платформа, како еден подиум, кај што ќе може на некој начин да биде издвоен од гушвата, од тоа туркање, а всушност ќе може да биде добро виден и слушнат од целото мноштво луѓе кои што тука беше собрано пред него. И читаме во
во третиот стих, всушност, тоа беше чамецот или коробот на Симон. И Исус тука го употребува коробот на Симон. Зошто? Затоа што он беше спремен да се стави себе си и тоа што го има на располагање. Значи, Симон беше подготвен да тоа што го има да му го стави на располагање на Господа. Важно, видите, не е важно што имаме. Може би тоа беше еден нечист, стар, смрдлив рибарски чамец, ама важното е тоа дека Симон беше спремен тоа што го има да му го стави на располагање на Исус. И тоа е нешто многу важно, затоа што Бог секогаш ќе го употребе тоа што ние ќе му го дадеме или ставиме на располагање. И тука гледаме дека Исус не дојде он насилно да го земе чамец или да го употребе, но читаме, вели, го замоли Симона. Значи, Исус е и секогаш е фин и нежен. Значи, Исус тука доаѓа и вика, го замоли. Петар можеше да одбие, така ли? Исто како што момчето што го спомнаме преска, што можеше да си ги скрие и да одбие, така ли? И Петар можеше да му каже, гледај, Исус сега тука, цело огромно множество луѓе доаѓат на кај неговите чамци таму и доаѓа Исус и сака да се каче на неговиот чамец. Петар тука нели можеше да изреагира, односно Симон што беше, да изреагира да рече, пријателе, каде одеш? Ама да го употребам чамецот, мој чамец не доваѓа овде. Тоа ја го користам, тоа ми е на мене средство за работа. Од тоа ми зависи екзистенцијата. И јас со тоа нешто работам секоја вечер, за да можам да обезбедам екзистенција за мојата фамилија. Ако ја така на секој му дозволувам да си играе со мојот чамец, како сака да си го користи, кога сака, кај не краја на мене? Можеше ли Петар на тај начин да изреагира? Секако дека можеше. И многу често ние се ставаме во таква ситуација, да ние работите што се наши си ги држиме само за себе си. И не сме спремни да ништо, нити себе си, нити своите можности, способности, таленти, нити своето време, нити било што, да му го ставиме на располагање на Господ, односно на Божиот народ. Исус не форсира. Исус никош нема да не присиле да ние бидеме инструмент у неговата рака. Но Он ќе го употребе само тоа што ние ќе му го ставиме на располагање. И ако себе си се ставиме да бидеме достапни. Понатаму вика, уште у третиот стих нели вика, го замоли Петар да го оддалечи малку чамецот од копното. И после четвртиот стих му вика, а сега одвеслај кон подлабокото. Кога ние се ставаме себе си и тоа што го имаме на располагање на Бог, само тогаш Он ќе не воде и може да не воде во подлабоки и во поголеми нешта. Он од нас никогаш нема да побара најнапред да одвесламе кон подлабокото, ако прво него малку оддалечеме чамецот од брегот или од копното. Значи, Бог, Исус не води чекор по чекор. Значи, верност у мали работи, за да ни доведе поголеми нешта. Тоа е Божиот принцип, кој веројатно можете и такако да го видите посебно во Новиот Завет. Значи, ако бидеме верни во мали нешта, во мали работи, Бог ќе ни доведе и многу поголеми и ќе не воде во многу поголеми работи. И тоа е клучот всушност. Клучот што треба денеска да го разбереме е дека ние треба најпрво да се ставиме себе си и тоа што го имаме на располагање
а после ќе можеме да одеме подлабоко или подалеку со него. Но дури пред било што друго да направиме, знаете ли што е најпрво важно што треба сите ние да го направиме? Најпрво треба да му дозволиме на Исус да влезе во нашиот коров, во нашиот чамец. Многу христијани, за жал, денеска го немат Исус во својот чамец, во својот коров или на својот брод. Ние сите сакаме Исус да не спасе, сакаме Исус да ни даде вечен живот, сите ние сакаме Исус премногу да не благослове, ама не сакаме да биде заедно со нас во нашиот чамец, во нашиот брод. Ние, никој од нас не сакаме да Исус премногу биде вклучен во нашиот живот. И може би учекорење може би и бил, ама некако упловењето, некако сме го изфрлиле надвор, таму сме го оставиле на брего далеко да чека. И ние пловеме сами. Затоа што често пати ние сме тие кои што го држаме кормилото на нашите животи и сакаме да ги управуваме своите животи онака како што јас сакам и како што ја мислам, затоа што јас најдобро знам. Кој е Исус? Што Он знае подобро од мене? Или мисле подобро за мене? Се додека не сме спремни, значи да му дозволиме на Исус не само да влезе во нашиот брод, туку и да му го предадеме кормилото на нашите животи, да Он биде тај кој што ќе управува. Затоа што сигурно најдобро и најсовршено умее да го прави тоа. Значи, да бидеме спремни, да бидеме достапни, да се ставиме себе си на располагање, да бидеме послушни, да може Исус да не употребува и да го исполни Неговиот план за нашиот живот. И што Исус следно кажува? Да направат? Одвеслај кон подлабокото и фрли ги своите мрежи за лов. Увика. Значи, ако сакаме да ловиме риби, ја не сум рибар, не знам како се лове, кој да е низотрска, не знам да ловам. Има како детето, ама не е битно. Ама, едно можам да разберам, дека ако сакаш да ловиш риби, треба да ги фрлиш мрежите. Од рибите никаде не сум видел, нити сум слушнал риби сами да скокат од морето у чамец. Значи, има нешто што ние треба да го направиме. Исто е и со луѓето у светот. Ние не можеме да ги игнорираме луѓето. Значи, луѓето нема сами да дојдат и да влезат во Царството небесно. Луѓето нема сами да дојдат и да се приклучат кон црквата. Значи, ние сме тие кои што треба да ги фрламе мрежите, за да може да луѓето им помогнеме да дојдат во Царството небесно. И што има Петар и неговите пријатели тука? Има своите мрежи. Дали Исус некогаш од нас бара да му дадеме на располагање тоа што го немаме? Не. Исус секогаш од нас го бара тоа што го имаме да му го дадеме на располагање. Разбираме, нели? Така да, може би, немаме многу, може би не сме некои многу значајни, важни, способни, ама ајде со тоа што сме, со тоа што го имаме, да му го ставиме на располагање на Исус. И да видиме што ќе се случи. И да видиме што ќе се случи. По Евангелие по Марко читаме за една жена која имаше еден алабастерен сад со скапоцен парфем. И која што дојде и го скрши садот од алабастер и тој скапоцен парфем го истори врз главата на Исус. Имаше тука некои од учениците почнаа да протестират. Зашто таква штета се направи? Можеше да се продаде и пари да се употребат, демек за сиромашните. А слушайте што Исус им дава за одговор во Марко 14:8. Та направи што можеше.
оваа жена направи што можеше. Ако ние не го правиме тоа што можеме, нема никогаш да можеме да одвесламе кон подлабокото и нема никогаш да можеме да направиме нешто повеќе. Значи, тоа е правило, тоа е принцип. Направи го тоа што можеш, за да Бог ти даде да можеш да направиш и нешто многу повеќе, за да може Бог да те употреби да направиш нешто повеќе. И никогаш да не жалеме за тоа што не можеме да го направиме, но секогаш да бидеме спремни да го правиме тоа што можеме да го правиме. Јас преска да дадев еден пример. Јас лично може сами од себе да се ограничам у мојот живот. За себе си не се сметам дека сум многу добар проповедник, многу, не знам, паметен човек или не знам шо. Ја не сум умешен да проповедам како Дейвид Вилкерсон или како Били Грейм или како, не знам, Грег Рошел или некои познати светски проповедници, пастори, личности и така натаму. И можем да кажам и да се ограничам себе си. Боже, ја тоа не можем да го направам и ја нема да правам ништо. Ама со мојата маленкост, со моите неспособности, способности, дарови или недарови, таков каков што сум, фала на Господ што се стави в себе си на располагање. Ние бевме на таква генерација, еве секавам се, ние сме тука некаде, сме се обратили со Горан и некои други луѓе пред некои 30 години. И тоа што го имав во срцето. И јас кога сретнав Исус во мојот живот, за мене беше важно, Господе, јас сакам да ти служам. Ништо друго не ми беше важно. Имав перспектива, студирав у Загреб, можев да завршам факултет, да градам кариера и некако Бог дури ме водеше во тај правец. Јас одма не станав пастор, јас го завршив своето образование, запоследив се и градев кариера у Штип. Цел 20 и неколку години имам работно искуство позади себе и секогаш сум бил на некои раководни позиции, дали шеф, директор, технички директор и така натаму. И можев тоа, дури имав можности, да не испадне фалба, да не го разберете погрешно, ама тоа беа почетоци кога Астибо се распагаше, се отвараа приватни конфекции. Ми беше дури понудено да јас започнам своја фирма. Ама не беше тоа нешто што ме привлекуваше. Не беше тоа нешто што ме исполнуваше. Не беше тоа мојата амбиција. Мојата желба и амбиција беше, Господе, ја сакам да ти служам. И фала му на Господ. Фала му на Господ што останав со таа желба и страст во моето срце да го служам на Господ. Затоа што кога погледнам сега изминатите години, што Бог, ја преска ви спомнав за една група наркомани, од кои што Бог направи толку прекрасни луѓе денеска. И замислите си, сето тоа можев да го занемарам. Сето тоа може би немаше да се случи. Ке најдеше веројатно на некој друг начин. Ама јас немаше да бидам дел таа алка во целата таа приказна. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Значи, не е важно колку сме паметни, образовани, способни, талентирани и така натаму. Важно е дали сме спремни да се ставиме на располагање. Да со тоа малку што го имаме или што сме, да Бог тоа може да го употреби, а Бог може силно да го употреби. И Бог може да направи големо чудо. Бог може да направи вистинска разлика преку тебе и преку мене. И натаму гледаме, кога Исус им го кажува тоа да одвесат од подлабокото и да ги пуштат своите мрежи за лов, и што му одговарат они?
ама учителе, ние цела ног се трудевме и ништо не уловивме. И сега некако, одеднаш, тоа може да звучи како доза на сомнеш. Нели? Некако, предходно се водеше кон некој растеш или напредок, нели? Влегол од чамецот, се оддалечи од копрото, одвесла кон подлабокото, нели? Некако, кога ние растеме у Господ и сме послушни, некако стануваме се поблиски до Господ и поупотребливи за Него. И се одеднаш тука, учениците користат добро, може би, некој свое искуство, за тоа што они се професионални рибари. И они много добро знаат кога е најуспешен ловот. Значи, ноќно време, обично рибите, тоа сум го прочитал, нели се најблиско до површината на водата и затоа рибарите ловат ноќно време. Но ние цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Господе, ние сме професионалци во работа. И сега ти ни кажуваш, веќе сред бел ден, што се вика сонцето веќе пеше, и сега ти ни кажуваш на нас да одеме да ги фрлеме мрежи и да ловеме. Знаете, често пати со тоа што ние мислиме дека го знаеме, го ограничуваме Бог. И посебно со неуспесите кои што ги искусуваме или сме ги искусили во нашите животи у минатото, ние се ограничуваме себе си да можеме да продолжиме да одеме напред. Затоа да не дозволуваме било каков неуспех да сме искусили или доживале у минатото, да тоа нешто не спречува во нашето чекорење напред во нашите животи. Затоа што за Бог нема ограничување и за Бог нема изненадување. И што се случува понатаму? Ние го гледаме резултатот. Читаме таму после во 6 и 7 вика и кога го направија тоа, уловија големо множество риби, така што дури мрежите и се кинеа. И им дадоа знаки на другите од другиот чамец да дојдат да им помогнат и нели двата чамци се наполнија дури од толку множество риби што имаше за малку вика и ќе потонеа. Зашо се случи? Резултат на што беше всушност овој благослов или успех? Затоа што Петар беше спремен да му ставе се што имаше и себе си да му се ставе на располагање. Интересно е тоа што ако прво Петар отиде само со еден чамец и затоа нали, имаше многу риби што им му се искинаа мрежите, ако има толку вера да отиде одма и 22 чамци, сигурно нели ќе може многу по-лесно да се справат и да не мора да претрпат толкава штета, нели да нивните мрежи се испокинат. Ма како и да е, многу пати и ние у нашите животи се чувствуваме како да не се испокинати мрежите. Обидуваме се нешто да направиме, обидуваме се да сведочиме и се соочуваме со дупка у мрежите. Обидуваме се да живееме посветен христијански живот, дупка у мрежите. И постојано ние се соочуваме и ги гледаме нашите недостатоци, нашите мани, нашите неспособности, нашите слабости, сите тие дупки у нашите мрежи и у нашите животи. Ама, гледаме го тука Петар. И покрај сите негови грешки, целата негова бунтовност, сите падови и неуспеси, дури и со скината мрежа, ние повторно гледаме дека Петар успеа да улове мноштво риби. А која беше причината, знаете ли? Во 5 стих Петар шо му одговори на Исус, знаете ли? Господе, ние цела ног се трудевме и ништо не уловиме. Но на Твојот збор, но според волјата Твоја, ќе го направам тоа, Господе. Тоа беше клjučno. Значи, Петар беше спремен да го послуши. Ако неговото искуство кажуваше нешто друго, Петар беше спремен да го послуша Исус и неговиот збор и да постапе
според неговата воля. И како резултат на тоа се случи тоа чудо и дојде тај огромен благослов. И после нели читаме, вика, кога Петар го виде сето тоа, вика, сите се зачудија. Дури, вика, у другиот превод се престрашија од чудото што го видеа, што Бог го направи. Да ви кажам искрено, кога видам некојаш кога Бог направи некој такво чудо, јас се преплашам. Дори почнам да се плашам, викам, Господе, ово е неверојатно. Ово не е можно, што ти можеш да направиш. Пред неколку, не знам, недели и кога беше, проповедам уште. И тоа беше, темата беше живот како слуга. Да ви кажам искрено, јас не си верував на зборовите што ги кажувам. Едно стоја напишано, друго зборувам. Едно такво силно Божјо помазание и присуство, не дека друг пат не е имал. Јас зборам, времето тече, веќе 12 сато, и гледам на луѓето се уште седат и слушат со внимание. И на крајот знаев дека тоа не сум јас. Дека јас само бев една, како оваа чаша што содржа вода, за да можем јас да ја угасна својата жертва. У тај момент бев тоа у Божите раце. И баш како Петар тука, нели вика, клекна и му рече, оди си од мене, Господи, јас сум грешен човек. Затоа што Петар беше свесен дека не е достоен за Божјото присуство и дека неговиот стар прљав рибарски чанец не беше достоен за Господ. И беше и целиот народ и самиот беше преплашен. Ние исто така не сме достојни ниту за Господ, ниту за Божјото присуство. Ниту Он да биде дел од нашите животи. Но тај наш Господ одлучи да му употребе мене, да го употребе Петар, да те употребе тебе. Со сите наши дупки на нашите мрежи, со сите наши слабости и промашувања, и падови, и така натаму, и така натаму. Бог одлучил да не употребе тебе и мене. И немојте да се држаме себе си дека сме неважни, дека сме небитни, дека сме неспособни, дека не сме доволно надарени или така натаму. Доволно е само да се ставиш на располагање. И ќе видиме чудо. И Бог навистина прави чудо. И ние гледаме што Бог направи од овие обични рибари. И навистина од нив направи рибари на луѓе. Значи, кога се бидеме послушни на Бог и се ставаме на располагање, Бог не воде од помали кон многу повисоки нешта. Апостол Петар, кога застанаваме дено на 50-ница, 3000 луѓе се обратија. Толку силно се излија Светиот Дух. Сеќавате се на случајот, нели? И сите други апостоли гледаме, еден отиде, Андреј го однесе Евангелијата во Азија, Бартоломеј во Индија и така натаму, и така натаму. И Бог силно можеше да ги употребе. Ако Бог тоа можеше да го направи со нив и преку нив, Бог тоа може и сака да го направи и преку тебе и преку мене. И треба и ние да ја научиме лекцијата што и апостолите ја научија во тоа време. Кога Исус зборува, ние треба да бидеме спремни да слушаме. И кога Исус не води, ние треба да бидеме спремни да одеме по Него, да го следиме. И кога тоа што Бог ни го дадел, ние треба да бидеме спремни да го ставиме, да му го ставиме на Него на располагање. На крај, ајде да се запрашаме си. Дали го имам Исус во својот чанец? Или се уште пловам сам низ живот? Никогаш нема
да доживееме вистински благослов, ако не му дозволиме на Исус да биде заедно со нас во нашиот чамец и во нашиот брод, и уште повеќе да му дозволиме да Он управува со кормилото на нашиот живот. Да бидеме спремни себе си и тоа што имаме да му го ставиме на располагање на Господ. Своето време, своите таленти, својата посветеност. Да не продолжиме да пловеме понатаму, оставајќи го Исус на брегот. Затоа што ако пловеме сами по бурното море на овој живот, можеме да завршиме со бродолом. Така, ако сме го оставили Исус, да кажеме, некаде, на некој брег, ајде да се вратиме, да го повикаме Исус повторно да влезе во нашиот чамец, да биде во нашиот живот и да можеме да чекореме и да пловеме заедно, да бидеме спремни да му составиме на располагање и себе си и тоа што го имаме. Едно што сакам да запамтиме е дека Бог може да употреби само тоа што ќе му го ставиме на располагање. Се друго, ако го држиме себично за себе, нема да може да биде употребен. Така да, нека Бог ни даде на вистина мудрост и да можеме да разбереме оваа вистина што Бог ја имаше да ја сподели денеска за нас. Нека биде за благослов на секој нас. Амен.